Овие фотографии се од 7 февруари, денот кога делегацијата на Европската унија во земјава предаде 7 амбулантни возила на Скопската итна помош. Today is just another example of the practical ways in which the European Union is making a contribution to North Macedonia, providing support which will affect the quality of life of many, and for some will be a matter of life and death. Донацијата може би реши дел од проблемите на итната помош во Скопје, но отвори многу прашања за Министерството за здравство. Еве и зошто. На тендерот на кој ЕУ ги купи возилата кои потоа ги донираа, се пријавија 7 фирми, а на ефтината и на крај победничката понуда беше онаа на домашната компанија Euroimpex од 63.400 евра за возило. Неколку месеци по ЕУ, тендер за речиси идентични возила и тоа 22 на број, распиша Министерството за здравство. Но им се пријавија само 2 фирми. Едната понуда, и тоа токму на фирмата што победи на тендерот на ЕУ, ја дисквалификуваа. Па им остана да изберат преостанатата, според која едно возило ќе чини 90.000 евра. Или, без малку исти возила, ЕУ ги купи за 63.400 евра, а здравство избра понуда од драматично повисоки 90.000 евра по возило. Кој ми ја правил тендерската документација? Беше само едно од прашањата кои што ги упативме до делегацијата на Европската унија во земјава. Едноставно, сакавме да знаеме како ЕУ ја спровела постапката, која довела до поголема конкуренција, а потоа и до пониски цени од оние кои ги избра Министерството за здравство. Од делегацијата на ЕУ одговорија дека тендерската документација се ја направиле сами, но техничката спецификација за возилата ја добиле од националните власти, бидејќи предметот на набавката треба да одговара на потребите на земјата на која се донира. Но клучниот параграф во одговорот од ЕУ гласи: врз основа на претходни тендери за набавка на амбулантни возила или друга медицинска опрема и појаснувањата кои беа направени за време на постапката, делегацијата на Европската унија малку ги измени дел од техничките барања, со цел да се дозволи поголема конкуренција. Резултатот од ваквиот пристап на ЕУ веќе е познат. Возилата се купени по околу 63.000 евра без ДДВ, затоа што ЕУ малку ги сменила спецификациите и обезбедила конкуренција, за разлика од тендерот што го спроведе Министерството за здравство. Какви се тие мали разлики? Например, и на тендерот на ЕУ и на тендерот на здравство се барало возилата да имаат исто меѓуособинско растојание од 3450 мм. Но во тендерот на ЕУ има неколку сантиметри поголема толеранција кога е во прашање должината, ширината и висината на возилото. Со одговорот на нашето следно прашање, кој државен орган помогнал за техничката спецификација, работите добиваат скандалозен тек. Нацрт техничката спецификација ни ја обезбеди Министерството за здравство. Министерството за здравство исто така ни испрати истражување на пазарот со опсег на цени, кои беа близу до цената на возилата во договорот. Ова значи дека Министерството за здравство пред делегацијата на ЕУ декларирало дека знае дека амбулантно возило со вградена опрема која е потребна за домашни услови треба да чини околу 63.000 евра. Но само неколку месеци подоцна, кога Министерството за здравство, во тој момент предводено од министерот Фатмир Беџити, побарало од владата да набави нови 22 возила со незначително повеќе опрема, како во возилата кои ги купи ЕУ, направило проценка дека тендерот ќе чини околу 1.984.000 евра, односно околу 90.000 евра по возило. Како за Министерството толку брзо пораснала цената на едно амбулантно возило од 63 на 90.000 евра, не е познато. Но позната е следната коинциденција. Вкупната понуда на дисквалификуваната Euroimpex за тендерот на Министерството за здравство изнесувала 95.480.000 денари, или 1.552.500 евра. Понудата на единствената друга пријавена фирма на тендерот, Автомобиле СК, изнесувала 122.026.146 денари, или 1.984.165 евра. Тоа е речиси идентично со проценетата вредност која одредиле од Министерството за здравство. 122.033.898 денари, или 1.984.291 евро. Како што известивме во претходните стории,
Тендерот на Министерството за здравство ја издржа управната контрола, но и жалбата на дисквалификуваниот Евроимпекс пред второстепената комисија. Сепак, досега нема известување до Бирото за јавни набавки дека е потпишан договор на кој парав треба да стави актуелниот министер за здравство Илир Демири. Од здравство, минатата недела потврдија дека не е ставен потпис и дека дополнително ќе бидете информирани за чекорите кои ќе бидат преземени согласно позитивната законска регулатива. Одговорот остави впечаток дека во Министерството за здравство може би има колебања дали треба да се потпише договор. Особено што од тогаш не сме информирани за чекорите, како што ветија. Тендерот за набавка на 22 амбулантни возила конечно го привлече вниманието и на Државната комисија за спречување на корупцијата. Денеска на одржаниот колегиум оформивме два предмети кои се однесуваат на постапките за јавна набавка на медицинските возила преку Министерство за здравство и постапка за јавна набавка на хеликоптери преку Министерство за одбрана, по обезбедување на фактичка состојба и докази, соодветно ќе донесеме одлука. Велиме конечно, затоа што ДКСК ни ја пренесе одлуката за отворање на предмет во понеделникот, на 18 март, а истиот ден председателката Татјана Димитровска го имаше овој јавен настап, прв по изборот на новиот состав на антикорупцијска. Ние прашањата ги поставивме на 12 март, односно 6 дена претходно. Случајно или не, одговорот дојде откако испративме дополнителни прашања за тоа. Има ли институцијата портпарол и кого новинарите треба да бараат за брзо да добијат информација. Тука, оваа приказна се оддалечува од темата со која што почна. Но сметавме дека е битно да се укаже колку е важна соработката меѓу медиумите и Државната комисија за спречување на корупцијата во заедничката цел. А тоа е борбата против корупцијата и јакнењето на свеста против неа. 360 степени не се единствениот медиум кој забележа проблем во комуникацијата со институцијата, која од 8 февруари е во нов состав. И не само тоа, овој состав на антикорупцијска нема одржано ниту една седница, освен конститутивната, пред месеци кусур. Неубедлив старт, вели главната и одговорна уредничка на БИРН, Ана Петрушева, кој буди лоши спомени за некои поранешни состави на комисијата, кои работеа далеку од очите на јавноста. Бидејќи се работи само за неколку недели од почетокот на мандатот, може би е само спор почеток, може би им треба време за организирање, за екипирање и се надеваме дека е тоа така, а не се работи за етаблирање на некакви пракси кои што би воделе кон комисија која би била затворена за јавноста и затворена за медиумите. Минималниот стандард, вели Петрушева, веќе постои. Оно што е важно е дека претходниот состав на комисијата драматично ги подигна стандардите во однос на јавноста. И во таа смисла, без оглед на персоналните решенија, јавноста очекува однесување од членовите и од председателката на комисијата најмалку еднакво на нивните претходници. Речи се идентичен е ставот и на Миомир Серафиновиќ, дел од тимот на ТВ Телма и емисијата Код. Таквото мислење го подкрепува со факти за досегашната комуникација со новиот состав на ДКСК. Претходно ве правевме некоја си проверка и анализа од 5 упатени мејлови кои биле наменети за дневно информирање, значи за дневни потреби на телевизиите, сме имале одговор само на едно и тоа не беше веднаш, туку после заминување на викендот, бидејќи беше пратено да кажеме четврток или петок, туку одговорот дојде после викендот. Недостатокот на транспарентност прави проблеми во работата на медиумите, вели Серафиновиќ, но додава има и потешки последици. Би искористил ова шанса да им укажам дека она што претходниот состав го направи, тие би требало да го продолжат и да го продлабочат, не да го укинуваат. Значи, што поскоро излегуваат во јавноста, ќе биде подобро и за нив, но пред се за граѓаните на државата, затоа што ќе имаат доверба дека продолжува таа битка против корупцијата. Како се сложени коцките за Министерството за здравство да купува амбулантни возила за 90.000 евра по парче, кога речи се идентични такви возила? Делегацијата на ЕУ ги купила за 63.000 евра. Се разбира, не е прашање само за антикорупцијската комисија. Особено по одговорот од делегацијата на ЕУ.
дека истото Министерство за здравство им дало проценка дека возилата за потребите на домашните итни служби треба да чинат приближно колку што ЕУ на крај ги платила, а не 40% поскапо.